Како дел од интернационалната програма Еко училиште, Еко градинка на Фондацијата за еколошка едукација, на 7 ноември се организираше светски ден на акција за сите еко училишта и еко градинки ширум светот. Во Република Македонија, Сдруженијето на граѓани ОХО како национален координатор на програмата Еко училиште, Еко градинка и како дел од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, испрати повик до сите училишта и градинки да се вклучат во акцијата со тоа што ќе одберат една или неколку еколошки теми: енергија, вода, биодиверзитет, отпад, одржлив развој и слично, според кои ќе реализираат еколошка акција: рециклирање хартија, садење дрвја, организирање маскенбал. И детската градинка Детелинка од нашиот град, која го има статусот на еко градинка со зелено знаме, организирајќи собирна еко акција, се приклучи кон светските напори за одржлив свет. Воспитувачите и учениците од градинката беа задолжени да донесат пластични шишиња, најмалку 5, кои се собираа во кеси за отпад, и од тука беа транспортирани до откупниот пункт во град. Директорката на Детелинка, Жанета Маџовска, не спроведе од група до група од почетниот период на активностите за спроведување на акцијата, за заедно да проследиме како на најмалите од најрана возраст им се укажува за важноста од одржувањето на животната средина. Дечињата внимателно ги носеа собраните шишиња до кесите за собирање и сите знаеа зошто се организира ваквата акција. Што собравте денес? Пластични шишиња. Пластични шишиња. Шишиња. Каде ќе ги носиме шишињата? Во отпад. А што ќе ги прават таму? Ќе ги фрлат. Така, што ќе купите со парите од шишињата? Светла. Што ќе купиме со парите од шишињата? Сијалици. Сијалици. Штедливи. Каде ќе ги носиме пластичните шишиња? Во отпад. Шишиња. Донесе ли шишиња од дома? Колку шишиња донесе? 5. Каде ќе ги носиме шишињата? Во фабриката. Да ви носиме во фабриката. Донесовте ли шишиња ви од дома? Да. Имаме акција, собираме пластични шишиња. Сите деца и вработените, учителките, заедно со учителките, донесоа пластични шишиња. Пластичните шишиња ќе ги продадеме и од собраните средства ќе купиме штедливи сијалици кои ќе бидат наместени во занималните и во ходниците. Така ги учите од мали нозе дечињата да бидат вредни и штедливи истовремено. Да. Значи, отпадоците да ги собират и да ги стават во континери, во канти и така. Собирната акција за стара пластика и шишиња продолжува. Се наоѓаме во централниот објект на детската градинка Детелинка во центарот на градот. И овде дечињата заедно со своите учителки организирано ќе соберат голема количина пластични шишиња кои што ќе ги носат на откуп во откупниот центар, од каде што ќе купат штедливи светилки. Потоа малечките вредни рачиња помагаа кесите да се однесат до транспортните возила, од каде што беа однесени на откупниот пункт. А таму директорката ги образложи целта и начинот на спроведување на акцијата. По завршувањето на акцијата во сите клонови на детската градинка Детелинка се префрливме на складот каде што беа однесени сите собрани шишиња. Разговараме со директорката на градинката, господја Жанета Маџовска. Господја Маџовска, што се беше организирано денес во вашата градинка Детелинка и од каде идејата? Дали прв пат организирате ваква акција? Ние денеска го почитуваме одлуката на Светската федерација на екологијата, 7 ноември, денот на акцијата, и нашата градинка се организира на следниот начин. Од страна на Советот на родители, вработени и деца се договоривме денеска да собереме пластични шишиња на ниво на установа, шишињата да бидат однесени и продадени во складот што постои во нашиот град и од добиените финансиски средства да купиме штедливи светилки. Акцијата и самите преку вашето следење низ поминувањето низ клоновите видовте дека е успешна. Имаме соберено масовно шишиња. Сметам дека над
1200-300 шишиња се соберени. Значи, основната цел на акцијата беше секое дете минимум 5 шишиња да донесе. Скоро 90 и повеќе посто децата имат донесено по 5 шишиња, но морам да спомнам дека во акцијата учествува и вработените. И дел од вработените имат донесено шишињата. По една наша пресметка, кога се виде колку се шишиња донесени, значи негде над 1500 шишиња си го најдоа своето вистинско место во складот. Ова не е наша прва акција. Ние учествуваме во многу акции, посебно во хуманитарни акции учествуваме, собираме облека, собираме стара хартија, но денеска ја почитувавме одлуката на Светската федерација на екологија и решивме малку земјата, планета да ја изчистиме од пластиката. Прво ги изчистивме малку домовите, па изчистивме дел од нашата средина поблиска и шишињата е многу важно што дојдоа на вистинското место. Нема некои големи финансиски средства да се добијат, но колку и да се добијат, средствата ќе бидат потрошени на право место, ќе бидат земни штедливите сијалици, што значи дека утре веќе кога ќе се земат парите, светилките ќе бидат ставени на нивното вистинско место. Благодарност пред се до децата, кои дадоа целосна поддршка, се разбери, на нивните семејства и на вработените и на вас Златен канал, што ја следите оваа наша акција. Програмата Еко училиште, Еко градинка е интернационална програма на Фондацијата за еколошка едукација, која се спроведува во 52 земји од целиот свет. Таа е насочена кон менаџирање на воспитно-образовните институции на начин кој не и наштетува на животната средина. Садените навики од најмала возраст кај младите единки, кои се основата за развој на општеството, допринесуваат за нивно негување и унапредување во текот на животот. А доколку сите ние действуваме во насока на континуирано манифестирање на сите позитивни животни навики, несомнено, планетата Земја ќе опстои подолго, чиста и здрава. Казна треба секој да плати, што фрла отпадоци, каде ќе стигне. Треба навиката да му се скрати својот отпадок сам. Треба сам да го води. Љубов кон децата да растат здраво, да сакаме индустријата да работи право, да се грижиме за природните блага, секоја пера земја да ни е драга.